Добро вечер. Господин Ангелов, еве нешто повеќе од година дена помина од оваа трагедија. Во последните рочишта судски за трагедијата, при сведочење на лица од Дирекцијата за заштита и спасување, се дозна фрапантни податоци. Например, дека во Кочани со години нема инспектор, ниту е направен инспекцијски надзор, ниту пак има кадар во подрачното одделение, зборувам претходно. Каква е сега состојбата со кадар, со инспекцијските служби? Организацијската поставеност на овој сегмент во дирекцијата не е територијална. Ние имаме инспектор во Виница, кој што не го покрива само градот Виница, туку ги покрива и соседните општини. По потреби истиот може да биде испратен и во Скопје, па во Кичево, во Тетово или било каде на друго место. Така што инспекторите не действуваат територијално. По оваа ужасна трагедија, инспекцијските надзори се значително зголемени. Овие луѓе кои што сега ги имаме како дирекција, моментално се 13, даваа се од себе, би рекол со надчовечки напор за да се извршат што повеќе инспекции. Но бројот на објекти е огромен. Ние имаме повеќе од 10.000 објекти кои што подлежат на инспекции, иако во овој период нашиот фокус беше ставен пред се на места каде што се собираат повеќе луѓе. И како што и знаете, знае јавноста, после трагедијата беа откриени многу дискотеки, но и генерално гостителски објекти од различни типови, кои што не ги исполнуваат ниту основните стандарди, но исто така покри инспекциите кои што ги работиме самостојно како дирекција, ние асистираме и на МВР, односно заедно учествуваме во акцијски контроли, во кои што секоја инспекција ја проверува обврската на оној кој што е инспектиран од незината надлежност. Така што заедно со МВР, додека полицијата си работи незината полициска работа, инспекторите на дирекцијата проверуваат дали е противпожарната заштита во ред. Дали тоа значи дека сега релативно редовно се врши контрола на клубовите, пред се, за ПП заштита, но и на другите објекти, како што рековте, дека имате 10.000, ако не знам како ќе постигнете, например, за една година да проконтролирате дали ги има. За тоа е потребно барање за да извршите инспекција сега, барање од други инспекторати, од други институции, или вие по допрен глас или по некаква агенда, по некаков распоред? Ке се обидам да бидам илустративен. Дали полицијата го контролира секој возач? Ке направам споредба. Така како што е невозможно полицијата да го контролира секој возач, туку тие контроли се случајни. Но вие никогаш не знаете кога ќе ве сопри полиција. Слично се однесуваат и нашите инспектори. Бројот на објекти во никој случај ние не можеме на годишно ниво да ги поминеме. Значи, тоа е невозможно. Само бројот на... Земете го Скопје, за пример, колку дискотеки, колку кафичи, кафе, барови, ресторани, игротеки, школи, основни, средни, високо образование и така натака. Значи, објекти каде што се собират поголема група на луѓе постојат само во Скопје. Невозможно е сите тие да бидат извршени, да биде врз нив извршена инспекција, така што јас си како директор на ДЗС апелирам до самите собственици или оние кои што стопанисуваат со ваквите објекти, самите да после оваа ужасна трагедија во која што државата доживеа ненадоместлива загуба, особено семејствата, едно сочувство, повторно да изразам до нив, силно сочувство, така што очекувам, но тоа можам и да го потврдам, бидејќи сега генерално благодарение на вас медиумите, се разбира и на институциите, мислам дека состојбата е значително подобрена, бидејќи често се случува од нас одредени субјекти да бараат помош да извршиме доброволна, да кажем, во наводници инспекција, односно да идеме да погледаме дали е се во ред во согласно со закон. Ако сте во една ваква ситуација, ако на обвинителна клупа во случајот Пулс седат поранешните директори на ДЗС, ви врши тоа притисок врз работата? Не, јас со тоа сум расчистил. Позицијата и во ЦУК и во ДЗС е таква да многу лесно може да се заврши со обвинение, но мојата перцепција е дека вината на претходните директори не постои. Зборам за директорите, сега некој кој што бил директор пред 10 години, од друга страна и својството на правно лице на самата дискотека е нерешено, односно дискотеката не била легална во моментот кога се случува трагедијата, така што таа и не подлежала на надзор на дирекцијата, но еве да оставиме и овие зборови
може да имат влијание, но да оставиме на Врз судскиот процес да видиме што ќе одлучи судијата, односно судиите. Добро, толку закочани тоа што е актуелно сега е што дирекцијата доби 2 нови пилота на авиони за гасење пожари на отворено. Сега чинам имате вкупно 5 мина пилоти. Дали се работи за повторно за пензионирани кадри како што адхок ги решававте случаите или за млади кадри кои што заврши обуката? Едниот е пензиониран, ама млад. Има 53-4 години. Така, пензионирани млад е релативно Едното е кога на се моја работи за возраст, јас се уште специфични. се чувствувам младо, можеби не во цветот на младоста, во недостаток на лица, млади лица кои што ги исполнуваат условите да бидат испратени на преобука, бидејќи во јавноста настанува мала забуна околу тоа што е обука, што е преобука. За да некој стане пилот на трактор треба да има најпрво дозвола за летање. Може да има спортска дозвола, но таа исто така не ни врши работа, значи треба да има професионална дозвола. И сега дискутабилно ние бараме барем 400-500 часови летање, поминато време во авион, повеќе е подобро. Во недостаток на вакви лица, јас користам прилика во сите вакви мои настапи ги повикувам сите заинтересирани да дојдат да поразговараме, бидејќи може да се најдат одредени решенија. Размислувам и во насока да нешто и ние субвенционираме, бидејќи имаме начин како тоа да го направиме, иако АЦВ веќе има една многу позитивна идеја, во тек е тој процес каде што треба да се создадат 10 пилоти, што значи не сите кандидати дека ќе станат пилоти. Овие ќе одат повторно на дополнителна обука или се веќе подготвени да влезат во тракторот и да извршуваат работата за што ќе се Беа ја завршија обуката во Шпанија, пред една недела се вратија двајцата пилоти кои што, да кажам условно, во мое време успеав да ги примам во дирекцијата. Едниот е полковник во пензија, поранешниот командант на воздухопловниот винг, полковникот Малезански Роберт, до кој што сум многу благодарен, бидејќи го замолив да ја прекине неговото удобна воена пензија и да дојде да помогне со неговото огромно искуство, не само како пилот, туку како и менаџер на целото ово оделение. Верувам дека заедно со останатите лица кои што работат во ово оделение, а се вкупно 10, значи немаме многу луѓе, ни недостасуваат и во делот на авиомеханичарите, авиоелектричарите, но ние во моментот кога дојдов директор на ДЗС имаше 1 пилот, сега имаме 5. Но сме во постојана потрага и во одредени преговори со други лица кои што би ги упатиле на обука. А каква е состојбата со тракторите? До сега речиси бевме навикнати редовно за време на сезоната, условно сезоната на пожари, некој да биде на сервис. Двата трактори се благовремено однесени на сервис, моментално се во Загреб. Очекувам во текот едниот до крајот на април, другиот во мај да бидат вратени, но дури и кога би имало доцнење, во секој случај во мај истите ќе бидат овде уредно сервисирани, додека третиот направив така што тој, бидејќи веќе минатото лето доцневме со него, намерно го разлеков испраќањето на сервис по завршувањето на сезоната, за да имаме во секој момент еден, бидејќи не е добро сите три да бидат во исто време надвор од државата. Во овој момент ние имаме еден функционален трактор за не дај Боже и 5 пилоти. Јас сум убеден дека во мај ќе ги имаме сите 3 трактори. Сезоната на пожари реално започнува некаде во почетокот или средината на јули. Зборам тогаш кога веќе навистина се потребни летала. Добри, сега со колку вкупно летала располагате или можете да сметате на летала, тука мислам и на хеликоптерите, за справување со пожари на отворено пред се на недостапни терени, се разбира? Бидејќи го водам и главниот штаб за управување со кризи, кој што е непосредно задолжен за менаџирање на сите државни ресурси, ова лето очекувам МВР да имат 3 хеликоптери. Имавме средба со министерот Тошковски пред известно време. Во процедура е поправка на еден од големите хеликоптери и Ми-18 конкретно, но за тоа ќе повикате некој од МВР. Но искрено има големи шанси да имаме соодветен број и на хеликоптери, бидејќи армијата ќе имат одреден број на летала, но сепак во овој момент не би зборувал на таа тема, може да повикате некој од МВР или од... Дали пренаменетите армиски и полициски оклопни возила остануваат единственото заселување за справување со пожарите од земја? За почеток сами рековте, ќе имаме 3 трактори, ќе имаме повеќе хеликоптери од земја, но видите понекогаш од земја не е доволно. И во овој момент овие возила се преместуваат во касарната или на војниот полигон Криволак, каде што ќе бидат
сместени се до почетокот на пожарите, после тоа ќе бидат разместени на критичките места, онаму каде што е најнеопходно. Во овој момент се работи на нивна проверка, контрола. Следниот период ќе се направи сервисирање на оние за кои што тоа е неопходно. На најголем дел од нив ќе бидат заменети гумите, ќе се стават нови гуми кои што ќе ги подобрат и безбедноста, но и нивните карактеристики. И очекувам сите овие возила до почетокот на јуни да бидат ставени во целосна функција и значително да ни помогнат во борбата против огнените стихии. Што значи за противпожарната заштита меѓународниот проект Forest Fire? Дали опфаќа соработка со земјите кои што се учеснички во проектот Грција, Кипар, Црна Гора, Албанија и Бугарија и помош? Во овој момент не само Forest Fire струга, туку ние имаме околу 20 проекти. Во поголем дел од овие проекти има набавка на противпожарна опрема или на возила, кои што и тоа како ќе бидат добре дојдени кај нас. Во наредниот еден месец очекувам 2 теренски возила да бидат купени од страна на дирекцијата преку еден од проектите на кои што работиме. И сите вакви проекти се драгоцени. Некои од нив се како и прилогот пред малку кој што можев да го слушнам кај вас. Сите се поголемиот дел се прекугранична соработка, но некои од проектите се става видео надзор над критички точки. Во овој момент ние како дирекција имаме под наша контрола неколку камери во Струшко, но и на други места преку кои што директно можеме да наблюдуваме одредени критични точки. Слушна фрапантни бројки за откриени заостанати гранати пред се во Пелагониско, тука мислам, од претходните војни, главно потекнуваат веројатно од Првата светска војна. Колку до сега сте откриле и што е најважно, што велат проценките, колку ги има? Во овој момент, односно минатата недела, се најдо 249 минофрлачки гранати во Битола на 50 на 100 метри од згради, од куќи и околу 150 рачни бомби, но можно да се работи за некаков магацин од Прва светска војна. Акцијата продолжува со нашите скромни човечки потенцијали, бидејќи во овој момент дирекцијата има само 2 пиротехничари, односно деминери, кои што даваат се од себе да ги соберат сите пронајдени неексплодирани убојни средства, кои што ги пријавуваат граѓаните, градежни фирми или различни институции. И овде очекуваме да биде најдена многу поголема количина на експлозивни материи. Истите внимателно се отстрануваат. Тие се надворешно кои ги гледате раѓосани, но може да дојде до експлозија во било кој момент, а таква голема количина може да направи голема беја. И да подсетам, мислам дека веќе неколку пати јавно зборував, на брегот на Преспанско езеро, во текот на есента, по повлекувањето на водата, беа најдени 2 гранати со боев отров, исклучително опасни, убиствени, кои што стотици метри понатаму, доколку се активират, може да убијат многу луѓе, значи содржат газ кој што доведува до парализа, брза смрт или тешко оштетување на организмот на сите живи суштества, не само на луѓето. Веднаш потоа таму ги испратив нашите деминери кои што го претражија тој простор. Сега водата повторно е надојдена, но таму имаме ставено фокус, бидејќи постои можност да има и други вакви гранати, односно средства кои што може да бидат високо убиствени. Докаде е процесот на спојување на дирекцијата со ЦУК? Има нови моменти? Кабинетот на вице-премиерот Димовски забрзано работи. Во работната група која што е формирана од страна на неговиот кабинет имаме представници од дирекцијата, исто така од Центарот за управување со кризи, од МВР, верувам и противпожарните единици, така што се работи забрзано и веќе има една, би рекол, работна верзија на законот, како што каже вице-премиерот овде кај вас пред известно време, но верувам дека набрзо ќе имаме една верзија која што ќе може да биде дадена на понатомошно разгледување. За крај, не можам да не ве прашам, со оглед дека годинава навршува 25 години од почетокот, па и крајот на војниот конфликт 2001. Вас војниот конфликт ве дочека како полицаец, раководител на сектор во Радуша. Токму така. Како гледате од оваа дистанца? Македонија е подобра, побезбедна, подемократска земја или земја со повеќе проблеми? Сега сум директор на институција во која што работат и албанци, но факт е дека од страна на албанскиот политички фактор рамковниот договор беше злоупотребен и значително пречекорен, особено во периодот на претходната влада во втората фаза, кога бројот на пратеници на СДСМ беше многу мал, дои тоа вешто го искористи
едноставно преку леп добија погача, но од аспект на безбедност на ова меѓунационални односи сметам дека состојбата е исклучително стабилна, бидејќи безмалку и да немам испади на меѓунационална основа, оние тепачки кои што на времето имаше по автобуси или друг ризик, во овој момент сметам дека не постои, но оваа тема е многу сензитивна и во било кој момент таа може да биде злоупотребена, но можам да забележам дека сега никој не се осудува, да кажам, да злоупотреби на тако вулгарен начин, иако претходно пред секои избори тоа го имаме од страна на... А посебно што дуе сега во опозиција, беа тие кои што беа главните актери во војната. Стојан Чангелов, гостин во тема на денот.